Ok, поздравljam ste, ja sam Nikix. Dobravte во novo video. Денеска луѓе ќе снимаме коментирање на PUBG или ти MTA PUBG геймплей. Да, ова е мој геймплей каде што јас играм, нели јас го играм овој геймплей и денеска правиме еден челендж каде што ќе играм само пиштол, значи само пиштол ќе играм во оваа партија и така да одам се лутам на ова место каде што скокнав. Ме слушате како тропам по Space и други работи за да скокнам. Така да одиме да видиме, значи овде мислам, окей, најдов само пиштолче и energy drink, најдов energy drink, окей, тоа супер е. Да видиме понатака овде гледам дека имам first kit или first aid како да се викате истото тие. Значи ќе се обидам да одепам некој човек, ма да не ми се верува, така да ќе видите накрај што ќе се случи нешто едно најаке. Добро, овде се пулам наоколу на дали има некој човек едно друго и овде гледам небово дали се мрдат. Колко е глупото да го гледаш, ма да ај реков да видам дали има нешто, значи дали е интересно направено. Окей, овде гледам пушки што сум ги сонувал да ги имам на MTA, а сега правам челенджи ги немам тие пушки. Окей. Овде лутам, тоа најдов бекпек, најдов ред дот за пиштолчето и куршуми, што ќе ми користат. Окей, најдов вест тројка. Окей, одам изгледа да лутам друга куќа. Овде гледам со пик, гледам дали има други луѓе и застанав. По која причина застанав, ма да немам врска. Пак гледам дали облациве се мрдат и неево и така натака. Овде наоѓам исто бекпек и хелмет. Што најдов бекпек, тројка и хелмет, двојка најдов. Тоа е то. Ни тргна убава батава. Не знам, ова чик 5 мислам не беше што не ни го најдов. Тоест го најдов, ама не го сеов. Окей, овде поќе барав ликој што мислам да ги атебам, мислам, ако можам да тој го правам челенџов. Окей, овде имат energy drink. Окей. КБУ. Едно најаките пушки, најаките снайпери. Окей, овде исто најдов хелмет двојка. Окей, 556, ма на пиштол 556 мислам да ги нема, така да не сум сигурен. За секој случај ги земам вака од околу куршумиве да ако најдам да имам, така. Окей, овде најдов револвер, што немој да се стави ред дот, ма да го зедов поќе заради куршумиве, така да поќе ми послужат. Овде си направив штета и почна ред зона, така да окей, овај супресор не можам да оставам на ова и ова се деси. Окей, втор гейм, така да еве сме да видиме што ќе направиме и гледаме на како се спавнират коли или спон или како и да е. Да видиме што ќе направиме исто во вториот гейм, а и во едно последна шанса. Овде гледам лут, да видиме дали е добар лут и нормално first kit и тоа. Назад гледам дали имат некој човек, што нормално дека немат. Овде гледам емка, но нажалост не можам да ја земам. Окей, кругот е кај мене, што значи дека окей, овде имам бекпек и хелмет, што значи дека сме во добра позиција, ма да ќе видиме. Овде наожам пак да земам КБУ, затоа што нели, правиме само пиштол челендж. Окей, овде исто наоѓам хелмет и конечно пиштолче, долго очекуваното. Овде гледам дали е добар нишанот за пик и така натака. Окей, бекпек, тројка, што значи дека добро ќе ни дојде. Ќе влезам овде да видам дали има некое добро пиштолче или пак е некој нешто добра амуниција. Окей, најдовме нешто корисно. Зедов 9 мм куршуми и пейнкилер. Ајде да се повозиме малку со пиштолов. Со пиштолов! Окей, излегувам надвор, гледам овде лут, гледам чадна бомба и бандажи, што малце ќе ни користат. Окей, овде наоѓам исто добри пушки и добар бекпек, двојка, мада имам тројка, така не ми е корисно. И најдов многу подобро пиштол, че значи ти ова се рачена како пиштол, мада некој рафално пиштолче што јас не го знам, некој ново, така да ми се допаѓат какво и шо и зошто. Така овде гледам ликови, гледам да им ги избушам гумиве. Окей, гледам овде човек и се мислев дека ми се привратат.
Мада ништо, тој избега ја. Овде мислив дека има некаков лут, така ми се причина, мада ништо не било од то. И пак ред зона кај мене, што значи дека пак на лошо ќе биде. Овде се кријам од ред зона затоа што сериозно доколку ме погодеш и вториот пат ќе рејджав на значи преголемо ниво, така да видиме овде гледам уште некој лут, вектори и такви работи. Ги зео вектор куршумите затоа што мислев дека пак ќе најдам некој пиштолче со АЦП куршуми. Овде не бев сигурен дали да се вратам значи по тој лутот назад што го видов и но после се сетив дека е хелмет двојка, а јас имам на мене хелмет кетит, затоа се вратив и пак ред зона близко нас, така да. И овде сега се мислам дали да препливам или пак и да одам преку мост и едно друго, мада ќе видиме понатака што и како ќе се деси. Овде гледам дали има некој бродче или пак и глисер што дам јас, да видам да се спасам по некој начин, мада се фрли во вода без размислување, затоа што така некако подолг патот ќе ми се видеше. Тус ми се гледаше подолг патот, така да си реков, ајде, онда ми се причина како да има некој брод беше, но не можеше да се вози, нормално, така да, ојме со пливање тотално. Овде стигвам скоро до место каде што треба да излезам на површина и да одам така, значи да одам директно во зона. И овде гледам лик, што значи дека ќе биде пукање, а можда и не. А можда и тој ќе ми изрешети. Овде значи клекнав да видам да се со пейнкилер доколку почна ме пукат, за после не застанувам да се лечам едно друго, него самиот пейнкилер да ме излечи. Гледав дека се качи горе, така да видиме. Одам јас по него, мислев дека не ме имат видено и така натака. Мислев дека не ме имат видено. И мислам дека лево негде. Почнам да се пукам и рип.